Скопје мора да започне неселективна борба против дивоградбите, вклучувајќи ги големите објекти изградени без дозвола. Не е доволно да се срушат неколку помали објекти. Паралелно со ова, неопходна е и ревизија на деталните урбанистички планови, што овозможуваат прекумерна и хаотична градба. Само со јасни правила и нивна примена во 2026 година може да се врати довербата во урбаното планирање и градење. Конечно треба да се почне со постудиозно средување на јавниот превоз во Скопје. Нужно е функционално и изводливо решение, а не политичко. Бескрајните планови и експерименти оваа година треба да се слеат во еден план и тој да почне да се реализира. Потребен е систем што ќе биде брз, достапен и сигурен, за да ги намали гужвите и користењето на автомобили, а и загадувањето. Оваа година треба да почнат посериозно да се спроведуваат долгорочните мерки за борба против загадувањето. Краткорочните не се доволни. Неопходно е редовно јавно објавување на податоци и ефектите од преземените активности. Без опипливо намалување на штетните честички, сите стратегии остануваат само декларативни. Голем дел од водоводната и канализацијската мрежа во Скопје е стара и нефункционална. Пречесто пукаат цевки и се губат големи количини на питка вода. Нужно е темелно да се тргне во обнова на инфраструктурата, а не да се реагира откако ќе има инцидент. Загубите на вода и честите дефекти представуваат сериозен инфраструктурен проблем кој годинава треба да се решава. Исто така мора да се средат улиците кои изобилуваат со дупки. Во 2026 година Скопје мора да го решава потемелно системот за селекција, рециклажа и безбедно отстранување на отпадот. Дивите депонии мора да бидат трајно затворени, а не периодично расчистувани. Потребна е и едукација на граѓаните, но и строги казни за непочитување на правилата. Чист град е основа за здраво живеење. Мора да се дигне и нивото на чистота низ градот. Многу од спортските терени, сали и рекреативни зони се запуштени или небезбедни. Нивната обнова е инвестиција во здравието и социјалниот живот на граѓаните и треба да се направи. Треба конечно да се реши и градењето на универзална сала, како и на Луна паркот. Тоа се два објекти кои предолго се ставени по страна. Safe City мора да почне да работи без застои и нејаснотии. Сообраќајната полиција и понатаму треба да биде на улиците заради многуте збеснати возачи. Во оваа година треба да започне и постудиозна институционална пресметка со кратците и насилниците. Има премногу уличен криминал. Воедно треба да се решава и ноќната бучава и неконтролираниот угостителски бизнис кои сериозно го нарушуваат животот на жителите во центарот. Граѓаните очекуваат брзи, јасни и достапни услуги без редици и бирократија. Дигитализацијата може значително да ја зголеми ефикасноста и транспарентноста на градската администрација. Онлайн услугите треба да станат правило, а не исклучок. Ова е прашање на функционалност, а не луксус. Гасификацијата е клучен чекор во намалувањето на загадувањето и зависноста од цврсти горива. Потребна е забрзана изградба на гасоводната мрежа и стимулации за приклучување на домаќинствата. Ова директно ќе влијае на квалитетот на воздухот во зимските месеци. Без гасификација, борбата со загадувањето останува половична. Зелените површини не смеат повеќе да бидат резерви за идни градби, туку заштитено јавно добро. Потребна е поголема обнова на паркови, дрвореди и зелени појаси, особено во густо населените населби. На Скопје во 2026 година му требаат повеќе дрвца и нови паркови, односно повеќе зеленило.